40-годишната Емилија Цветковска е храбрата кумановка која ја преживеа поплавата во Скопскиот регион. Во критичната ноќ, Емилија со часови се борела со водената стихија, додека водата повеќе од 1 километар ја носела низ нивите, се додека не ја изфрлила на една чистинка во селото Стајковци, каде семејството Крстик ја спасило извлекувајќи ја со чаршафи од водата. Таа ни солзи раскажува за кобната ноќ, кога, како што вели таа, секој нов здив и бил подарок од Господ. Еве како започнала нејзината борба за живот. Меѓутоа, од силината на ветрот и од водата во еден момент мене ме отфрли на левата страна, автомобилот продолжи на десната страна. Тука почна мојата борба за живот. Значи, во ниеден момент не бев успаничена, значи, моето мото беше да се спасам некако. Значи, само се молев на Господа некако да стигнам на некое мирно место да можам да се извлечам. Значи, првин со нозете на надоле ме влечеше едно известно време. Во еден момент успеав да се свртам на десно и да почнам да се возам како да пливам, за да имам преглед каде би можела да идам, во кој правец. Таа ни ги покажа модриците по целото тело кои биле предизвикани од несреќата. Кога стигнав тука, веќе почна овие први комшии тие со батерија да светат. Со ова рака, почнав да дизам рака и да им велам помош. Е тука веќе почна Злате и комшијата да светат со батериите и да ме бодрат некако да издржам. Значи овие луѓе беа безпомошни, значи да можеа, не можеа, беа на многу голема далечина од нас, од мене, за да ме спасат. На вечерта, која се покажала како срекна за Цветковска, се сеќава и нејзиниот спасител. И тогаш више првите покушаи пробавме со чаршави се што имавме дома, со кофа врзавме од силината, кофата ја скина. И после водата која префрли нааму, комшијата рече ја изгубивме, тогаш више ми се пресекува нозе. Останав на прозорот, уште дур не викна она фактички, тука сум, жива сум. Пак покушавме со нови чаршафи, ја излековме до прозорот. Покушавме да дигаме нагоре, ама не можевме. Татко ми ја фати за ракама, се лизга, немаше шанси. Тогаш ја донесовме до прозорот тука, се задржа за прозорот, мајка ми ја го држеше чаршафот. Симнавме на спрат доле и тогаш ја излековме. Денеска таа го посети семејството Крстик кој го спаси животот. Ја затекнавме како им помага да ги расчистат штетите од невремето. Таа вели дека 6 август ќе го слави како второден ден, а на семејството кој и помогна ќе му биде должник до крајот на животот. Не знам, мене најважно ми е што она остана жива, за другото се е пролазно. Куќата ќе се направи, тоа е тоа. Најважно е што е жива и излековме. Секое добро се враќа со добро. Затоа секогаш кога можете, правете хумани дела, порача Емилија.